Është koha për intervistën e ditës në minutat në vazhdim do të flasim për bujqësi, për kulturat bujqësore, por edhe me problemet që i kanë bujqit. Me mua në studio është ministri i bujqësisë, zotëri Цветан Трипановски. Господине Трипановски, добро дојдовте во Алцат. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Еве ве најавив дека ќе почнеме со проблемите што ги имат земјоделците, да почнеме со тоа што еве ние како телевизија сме направила неколку прилози конкретно за тоа што најмногу ги интересира земјоделците, тие се субвенциите. Имаше жалба од нивна страна дека доцнат тие субвенции уште не се префрлени кај нив средствата од претходната година. Да, вака се субвенциите се тема која што е често споменувана во минатото. Мојот одговор би го почнал со реченица дека субвенциите се исплаќаат редовно како никогаш до сега. Тоа го говорат и сите бројки и податоци кои што ги имаме јавно споделено и со медиумите и со самите земјоделци. Морам да потенцирам дека владата на ВМРО ДПМН со самото доаѓање наследи еден сериозен долг од страна на претходната власт, со сериозна неисплатена сума на парични средства према сите категории на земјоделци. Меѓутоа, планот на владата е да земјоделството го враќа на пиедесталот во приоритетите. Тоа се покаже изминативе 10-11 месеци со сите оние заостанати оврски од претходни години кои што ги наследивме како заостанати субвенции, со сите редовни тековни плаќања, можам да споделам, иако го имам комуницирано во јавноста, дека скоро 8 милиарди денари се исплатени кон македонските земјоделци од сите земјоделски категории, по основ на директните плаќања, по основ на сите интервентни мерки кои што дополнително се направени, по основ на програмата за рурален развој, и ова не се субвенции само од последната 2024 година, овдека практично влегуваат и сумите, однос субвенциите кои што не се исплатени за 2023-2022 година, кои што ги наследивме, како што кажав. Во моментов, она што следи за исплата, согласно последниот законски рок 36-ти, многу брзо од денес, од ова интервју, на сметките ќе ги добијат и основните субвенции и овчарите во Република Македонија и производителите, односно одгледувачите на говеда. Тоа е уште овие две категории кои што ги очекуваат субвенциите. Да прецизирам и да резимирам, она што навистина сме го ветувале во предизборието заедно со премиерот Мицковски, денес го реализираме на дело. Овие субвенции, согласно даденото ветување, ќе легнат на сметките секогаш кога им се најпотребни, односно согласно календарот кој што ги имаме. Ситуациите каде што имаме неисплатено литар млеко со 16-17 месеци за основање, каде што имаме интервентни мерки кои што стојат на хартија и беа во минатото убави за слушање, а не беа реализирани, денеска се минато и навистина овие 8 милиарди денари, тоа се скоро 130 милиони евра, одвоени од нашиот буџет во овие тешки времени каде што ја наследивме државата и самото Министерство за финансии, каде што практично правиме реорганизација на целите приоритети, гледате дека ги даваме во насока на враќање на македонското земјоделство. Тука сакав да се надоврзам со прашање, рековте дека наследивте долг конкретно за субвенциите. Каде беше проблемот? Зашто земјоделците не им бе исплатени тие субвенции? Па видете, има ли одговорност таму? Гледате како некоја одговорност или и пропусти во работата на Покрај пропустите, во минатото повеќе сакаше минатата власт да води повеќе PR маркетинг, отколку реално да се соочи со проблемите, да ги решава и да превенира проблеми во земјоделскиот сектор. Како што спомнав, повеќе од мерките беа популистички, на хартија, меѓутоа реализација немаше воопшто. Ние наследивме во предизборието 2024 година, претходната власт која што замина ветуваше на лозарите дополнителна стимулација. Меѓутоа тоа беше само на хартија, не беше изреализирано со исплата на тие средства. Затоа велам, ние со самото влегување во институцијата, во владата, со премиерот Мицковски тргнавме во реализација и враќање и стабилизирање на овој сектор. Субвенциите се потребни на земјоделците, тие ги добиваат изминатиот период редовно, така ќе продолжи во наредниот период. Да зборим малку за тоа што е актуално конкретно за прошлиот месец, за априлското невреме, беа уништени многу земјоделски производи, конкретно во Струмичкиот дел и во Полошкиот регион. Имате ли податоци, направени се веќе тие листи во терен и каква е состојбата, кога тие ќе ги земат
тие средства што беа оштетени? Да, точно е во месец април имаше на повеќе делови од нашата држава многу ниски минусни температури кои што нанесоа сериозна штета на најповеќе во делот на овоштарството. Погодени беа делот на Росоман, делот на Преспа, тука настрадаа и јаболката, и праската, нектарината, кајсијата. Имаше и сериозно оштетување во истокот на нашата држава, во делот на Малишевијата, каде што и сливата исто така претрпе одредени загуби и нормално оние невремиња кои што се случи изминатиот период, каде што нанесоа штета на земјоделските посеви. Согласно укажувањето и теренските посети кои што ги направи во тоа време при посета на повеќе делови од нашата држава, согласно процедурите и законските постапки, информиран сум дека секоја општина веќе го има спроведено на законска постапка, односно формирани комисии за проценка на штета. Тука морам да потенцирам дека Министерството ги стави на располагање и потенцијалите од подрачните единици како стручни луѓе кои што ќе направат реална проценка на овие оштетувања. Објавен е повик од страна на општините. Ги земавте ли тие податоци од општините? Да, собрани се сега, мислам дека се во фаза на изготвување на оној збирниот елаборат од самата општина, која што понатака треба да го достави до второстепената комисија формирана од страна на владата. Дали се опфатени сите земјоделци во таа работа на таа комисија? Апсолутно, секаде каде што имаше природна непогода и каде што имаше штети, секоја општина се ја заврши обврската согласно закон. Господин министер, ве прашувам, пошто еден од проблемите што го има земјоделците е тоа што немат имотен лист, да кажеме, на нивите што ги работат, не се нивни, туку се ги земат под кири и уствари немат документи. Да, тоа реално кај нив е проблемот и како кај нив ќе се реши овој проблем. И има многу земјоделци што работат, не работат нивни. Да, видете, во делот на обештетувањето е токму на денешнава седница на влада која што заврши во текот на денот, донесовме одлука за сите оние заостанати елаборати кои што ги наследивме од 2022-2023, кои што претходната власт, пак се повторам, не ги има исплатено. Денеска донесовме општина одлука на десетина општини кај што имаше природни непогоди во 2022-2023 да донесеме одлука во висина од 5% да ги обештетиме земјоделците. Она што сега се случува и еден од проблемите кои што се појавува е тоа што го спомнавте вие во делот на сопственоста на земјиштето, каде што дел од земјоделците работат земјиште кое што е не нивно, дали е по договор и така натака, меѓутоа наоѓаме начин каде што со една изјава вистинскиот сопственик потврдил дека лицето кое што претрпело штета таа година има работено површината за да може да бидат офатени што е можно повеќе земјоделци. Тоа само за овој проблем се работи или е решено на долгорочен? Не, работиме во делот да овој проблем кој што е деценијски го ставиме во една правна рамка. Правните тимови на Министерството работат на модел каде што ќе го решиме и за воиднина да нема вакви ситуации, не само во делот на обештетувањето по основ на природни непогоди, во делот на користењето на субвенциите. Тука сме многу внимателни затоа што се работи за приватна сопственост и многу сериозно пристапуваме кон овој проблем. Кога ќе имаме нешто на повидок, сигурно ќе информираме јавноста и медиумите за начинот на кој што ќе се реши ваквата ситуација. Има ли можеби нелегалности во конкретно за субвенциите за вистинските гази на земјиштите со тие што ги работат? Знаете, јас во моментот кога влегов во Министерството, една од активностите кои што ги поведов е практично откривање сите злоупотреби за кои што во минатото имавме индици. Знаете дека информирав и нели во јавноста, откривме неколку случаи каде што има злоупотреба во делот на субвенциите со земјоделското земјиште кое што е земено по договор, не се обработувало, субвенции се користираме и тоа веќе мислам дека надлежните институции си водат посебна постапка за утврдување на точната одговорност и злоупотребите кои што се направени. Во делот на тековната година склучивме еден договор помеѓу земјоделскиот инспекторат и платежната агенција за зголемување на капацитетите за контрола на терен со цел да елиминираме да има било какви злоупотреба на буџетски средства. Целта е оние луѓе кои што навистина обработуваат и екзистираат од земјоделска дејност, независно дали е тоа основна или дополнителна, да ги добијат парите да завршат на нивните сметки. Да збориме малку за тутунот. Тутунарите барат по висока цена, да се зголеми цената на 600 денари. Реално сега
цената е 500 денари по кило тутун. Како ќе се реши ова барање нивно? Ќе најдете ли начин, ќе се седнете ли со нив Мислам да се најдете некој договор? Последнава производна година каде што имаме сериозно зголемување на откупната цена, тоа е постигната заедно со оние состаноци кои што ги водевме со премиерот Мицковски, со откупните компании, да се подкрене цената на 400 денари за килограм, плюс дополнително ние како влада излеговме во ситуацијата во пресрет на сите овие тутунари да субвенцијата за прва категорија зголемиме 80 на 100 денари по килограм, односно ја закружуваме цената од 500 денари за килограм откупен тутун заедно со субвенцијата, што исто така морам несебично да кажам е еден успех кој што го постигнавме заедно со премиерот, кој што во минатото не било реалност. Оваа година знаете дека се откупија скоро 24 милиони килограми. Со сумата откупна плюс субвенцијата ќе видите дека скоро 200 милиони евра се влезени кај оние 20.000 тутунопроизводители кои што ја одгледуваат оваа култура и мислам дека задоволството е повеќе од очигледно. Ова што го работиме во делот на тутунопроизводството, регулација на пазарот, сега во моментов се работи на измена на законот за тутун, каде што сакаме да допрецизираме уште некои отворени прашања од типот забрана за увоз на тутун додека трае домашната реколта и така натака. Ево насока да го стабилизираме и овој сектор и да продолжиме во другите сектори да имаме вакви успеси кои што заедно нормално како влада не прават горди затоа што тутунарите навистина живеат едни најдобри години од своето постоење. Во делот на барањето за 600 денари откупна цена, јас накратко би кажал дека секое барање треба да биде нормално и аргументирано и издржано. Тоа не значи дека нема да има зголемување на цената. Знаете дека заврши периодот на склучување на договори за новата реколта, каде што заедно Сојузот со откупните компании дури има и некое подкревање на цените по однос на првата, втората и третата класа, така да јас сум повеќе од убеден дека наредната откупна сезона ќе биде поуспешно него оваа која што заврши. Мислите да збориме малку и за житото. Пред јули сме, ќе има ли доволно жито? Како земе ќе имаме ли доволно жито? Како е состојбата на терен? Видете, она што ние како нова гарнитура уште во текот на есента го направивме да ги стимулираме сите земјоделци да ги зголемиме површините под жито. Тоа и успеавме во одреден дел да се случи. До сега временските услови временските прилики кои што ги имаме до сега укажуваат дека ќе имаме добра производна сезона. Кои се очекувањата, се знае, има ли некоја бројка од прилика? Видете, сега не би шпекулирал додека заврши жетвата, меѓутоа кога видиме дека површината од која што е засејана под житни култури и согласно жетвата и приносот кој што се очекува, мислам дека ќе бидеме многу подобри него минатата година. И тука нема да застанеме, ќе продолжиме затоа што ова е наша стратешка култура која што треба да ја враќаме се со цел да го достигнеме нивото на домашната потрошувачка, односно потребите. Значи нема да зависиме од импортот. Токму така, ако нова се надоврзам со последните статистички податоци кои што ги извади Државниот завод за статистика, ќе погледнеме дека и во првиот квартал од 2025 година, споредбено со првиот од 2024 година, извозот на земјоделските производи бележи раст од 5%. Ако ја споредиме првиот квартал 24 со 25 во делот на откупот и пласманот на земјоделските производи, имаме сериозен раст и во повеќе сектори, и во овоштарството, и во делот на сточарството, и во делот на градинарството. Значи, едноставно, она што владата и министерството го работи преку програмите и оние активности кои што ги водиме, резултира со еден успех кој што преточен во бројки преку овие кои што ги има дадено Државниот завод за статистика, говори дека сме навистина има некаков резултат тоа што го работиме, што нас ни дава дополнителен елан за работа, стимул за во наредниот период да продолжиме со ваквите конкретни чекори. Господин министре, сосема сме на крај да ве прашам и за новиот закон, веќе е во ЕНЕР, што подразбира, што може да очекуваат, кои се придобивките за земјоделците? Ако мислите на законот за земјоделство и рурален развој, видете, тоа е темелот на земјоделското. Тоа е веќе на ЕНЕР, ќе има јавна расправа за тој закон. Токму така, првичната замисла од законот е закачен на ЕНЕР системот, каде што во наредните скоро 30 на дена колку што треба да стои на системот, сите оние кои што чувствуваат потреба може да дадат коментари. По завршувањето на овој период нормално ќе следат и јавни расправи кои што се со сите чинители во секторот и она што ќе биде предложено како финална верзија до владата, секако ќе биде искомуницирано со јавноста, со земјоделските здруженија, науката кој што морам да потенцирам дека и при изработката на ова законско решение учествува во работната група и Федерацијата на фармери, здружение, науката пред се
факултетите кои што се од областа, Министерството за да имаме едно вакво законско решение. Ништо не е финално, ништо не е дефинирано. Ова е работна верзија која што е ставена на увид на јавноста, по собирање на коментарите при една темелна обсервација ќе биде донесено едно финално решение кое што ќе биде дадено во владините процедури. Ви благодариме многу за времето. Благодарам уште еднаш на поканата.